Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господинот Орце Коцевски, председател на Синдикатот на полиција во Македонија. Господине Коцевски, добре дојавте во студио 10. Благодарам за поканата, чест ми е да бидам во вашата телевизија. Вчера одржавте една пресконференција на која до основното јавно обвинителство поднесовте кривични пријави до две лица, кои ги насловивте со иницијали, меѓутоа од иницијалите лесно е да се препознае дека еден од нив е Оливер Спасовски, досегашниот екс-министрот за внатрешни работи, како и против актуелна председателка на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка во работен однос од втор степен. Можете ли да ни елаборирате за што се овие кривични пријави? Првен, ова не е прва единствена кривична пријава што нашиот синдикат ја има поднесена до Основното јавно обвинителство Скопје и до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Посебно за ова кривична пријава за вчера станува збор за две кривични дела, и тоа повреда на правото на работен однос и злоупотреба на службена положба. Како што вчера објаснив пред јавноста, по претходно поднесена дисциплинска постапка за полесно кршење на работен ред и дисциплина од страна на прво пријавениот во својство на министер за внатрешни работи, незаконски, спротивно на Законот за внатрешни работи и колективниот договор на МВР, за полесна повреда на кршење на работен ред и дисциплина на работникот му изрече мерка отказ. Јавноста мора да знае дека за полесно кршење на работен ред и дисциплина во ниту еден случај, освен писмено предупредување и парична казна 3 месеци по 15%, тие се две основни работи каде што може за полесна кршење на работна дисциплина да се изврши некоја дисциплинска мерка. Значи тоа станува збор за груба повреда, грубо прекршување на законот. И мене многу ми е криво што второ пријавената во својство на председателка на таа наведената комисија, која што согласно законот, согласно незиниот закон за државната комисија, е должна секој приговор да го види со должно внимание и со почит и да го почитува законот и секој приговор да го реши онака како што треба да го реши законски. Мене ми е многу криво што не само овој приговор, туку 90% од сите поднесени приговори на сите оние решенија незаконски, да ги наречеме, во Министерството на внатрешни работи, приговорот го одбива како неоснован. Значи, само да појасниме, тука зборуваме за конкретен вработен. Конкретен вработен. Да, во конкретниот случај за конкретен вработен. Така да, јас се надевам дека конечно јавното обвинителство Скопје, ОЈО, ГОК и така натаму ќе смогнат сили и конечно наместо по навика да ги одбиваат кривичните пријави како неосновани. Јас сум правник, верувајте дека знам дека ако јас лично синдикатот поднесе кривична пријава, јас верувам и сум црсто убеден дека таа кривична пријава основана. Наместо дел од кривичните пријави кои што до сегашната пракса ги одбиваше, јас се надам дека ова и уште неколку што чекаат за решавање мора да ги решат чисто онака и да конечно веќе дупатам. Дајте веќе да почне да владее правото, да се покрене обвинителен предлог и конечно сите вакви злоупотреби што се случуваат во самото министерство еднаш конечно да завршат. Добро, имаме ли некаква реакција од екс-министрот на ова? Не видовме ништо. Дали има некаков одговор? Освен тоа што вчера видов дека се сликал, дека си дал крв, нели, за крвородителска некоја акција, ја не видов дека некоја реакција. Он нема никаква реакција ниту за било каква кривична пријава. Пред 10 дена поднесовме уште една кривична пријава за сторена тешка злоупотреба на неговата на службената положба и властување, посебно за време додека бил на користо боледување во 2020 година, односно кога бил позитивен на тој смртоносен вирус COVID-19, сеќавате, во време додека користел боледување, изготвил и подпишал две решенија за распоредување надвор од местото на живење на двајца работници. Тоа е грубо прекршување на законот, тоа е грубо злоупотреба на службената положба и властување, каде што очекувам дека конечно правдата ќе го стигне. Ајде да видиме каква е состојбата во полицијата во однос на вашето
синдикално делување во однос на она што синдикатот најчесто го работи. Значи, кога зборуваме, прво доаѓаме, почнуваме од стандардот, нели, на полицајците или на вработените во МВР за нивните плати. Знаеме дека во минатото синдикатите се жалеа за тоа, бараа покачување на платите, дека тие не се доволни. Од друга страна, досегашното раководство на МВР тврдеше дека тоа не е така, дека полицијата има добри стандарди, дека платите се добри. Платата е едно од најболните прашања на работникот во денешно време. И заради тоа се повеќе вработени во министерството се одлучуваат да повеќе да не влегуваат во редовите на полицијата. За тоа говори фактот дека на последниот конкурс се пријавија помалку од 1000 вработени за 660 места во полицијата. И на кој има поголем интерес, предпоставам? Па претходно, уназад годините беше 3:1, 5:1 и така натаму, значи уназад 10 години можеби беше и бореката поголема. Платата во полицијата е една од најтешките и најгорливите теми за секој работник. Јас кога зборував, на почетокот никој не ме веруваше во јавноста, никој не ме веруваше ниту во граѓаните, но вработените го знаат. Тоа што треба да го повториме денеска, да го кажем пред целата македонска јавност, е тоа дека основната плата на полицајецот во Република Македонија не е ниту помалку, туку изнесува 16.300 денари. Толку е основната плата на полицаец во моментот во Македонија. Ако знаете дека за нето плата, што е тоа? Основна плата. Ако знаеме дека минималната плата во Република Македонија, знаете согласно закон, во моментов изнесува 22.500 денари колку беше, тоа доаѓаме до фактот дека основната плата на полицаец во моментот изнесува 100 евра помалку од државниот просек. Овој факт е да не забораваме дека полицајците имаат 30% властување, додаток на работен додаток за стаж и така натаму. И пак ја кажам, не заборавајте дека пред година време се сеќавате дека поранешниот министер излегуваше и платата ја кажуваше во бруто износ, за да изнесува многу повеќе од просекот. Кога кажа, не знам дали се сеќавате дека бруто платата на полицајецот изнесува 26.000 денари. Ако бруто плата на полицајецот со 30% властување, со додаток на стаж и така натаму изнесува 26.000, замислете колку, запрашите се сами од колку изнесува нето платата на полицајецот. Во овој момент, со сите вие заедно работи, платата на полицајецот отприлика изнесува околу 23-24.000 денари, што според мене, ако имајте го предвид дека пред неколку дена излезе информација дека просечната плата во Република Македонија е 41.000, ако не се сеќавам, денари. Значи, јас мислам дека е срамота да зборуваме за тоа. Но, пак ќе кажам, ние како синдикат јавно кажавме, критикувавме, никој поранешниот министер не ни испадна во сусрет, но морам да кажам, да не го заборавам тоа, дека новиот министер, актуелниот министер и во тоа време технички министер Панче Тошковски, беше првиот и единствен министер, отколку јас памтам за Министерството на внатрешни работи, што јавно проговори за ниските плати и за состојбата во полицијата. Дали едно од решенијата е новата методологија за пресметка на платите која треба да почне од март 2025 година? Според која значи почетната плата не смее да биде под коефициент 1. Односно почетната плата треба да биде еднаква со почетната плата со просечната плата во државата. Искрено јас верувам дека ќе доаѓаат подобри денови за полицијата. Значи, состојбата на полицајецот во овој момент е ужасна и јас секогаш го користам зборот мизерна плата. Првен, за да биде полицајецот задоволен, мора да има задоволителна плата и достоинствена плата. Со 23.000 денари во моментот верувајте дека овој полицаец не може да ги даде пред се, ниту ќе биде задоволна полицијата, ниту како што беше претходно кажувано, безбедни граѓани. Значи, се надевам дека од наредната година
овие сите коефициенти ќе бидат земени во предвид и мислам дека за многу брзо време сето она што беше ветувано ќе се исполни и платата на полицискиот службеник, на полицајецот на вработениот во МВР ќе биде на задоволително ниво и професијата полицаец ќе биде вградена таму каде што навистина припаѓа во Добро, но општеството. кога зборуваме временски, значи сепак тоа е времето од кога може да очекуваме подобрување март 2025. Па не, јас верувам дека овие 10% кои што во техничката влада, не знам дали се сеќавате, беа ветени, но не беа, мислам со техничкиот министер и со дополнителниот заменски министер беа одобрени, но од страна не знам од кои причини од владата не беа одобрени. Верувам дека сега во најбрз можен рок ќе бидат исплатени. Имам сознание и верувам дека во месец септември ќе има повторно покачување на платите не само во полицијата, туку во целиот јавен сектор. И така да сметам дека пред ова покачување што кажавте во месец март 2025 година, претходно мислам дека ќе има уште минимум 2 покачувања на платите. Да, добро, вие претходно зборувавте исто така и за незаконски решенија за незаконски унапредување, распоредување на полицајци, имате подготвено за тоа и одредени информации, податоци. Зашто се работи тука? Зашто сметате дека е правилно незаконски? Вака сега, значи бројката не треба се крие на вработени, изнесува околу 11.500 вработени во Министерството на внатрешни работи. Ние цело време излегувавме со критики, кажувавме дека наместо за доволна полиција, таа полиција се трансформира во уплашена полиција. И сега ќе кажете зошто така, нели нормално? Затоа што не е нормално во 5 годишен период да имаме преку 25.000 тужби. Мислам, распоредување, извинете. Тоа значи дека секој вработен во МВР бил во тие 3-4 години бил распореден еднаш, 2 пати, 3 пати, а може би повеќе пати. Сето тоа станува збор тука за голем број на незаконски распоредувања каде што од еден град се носел вработениот во друг град и така натаму, а како сето тоа последица на сето тоа, вчера дури кажавме дека по основ на извршни судски решенија буџетот на Министерството за внатрешни работи по основ на незаконски распоредувања е оштетен преку 24 милиони евра. Тука зборувате за тужбите кои МВР ги има изгубено. И тужбите и распоредувањата. Значи станува збор за може да види јавноста. Значи од периодот од 2018 година до 2023 година има преку 20.000 тужби, распоредувања приближно 22.000 распоредувања. И сето тоа е резултат на тоа незаконско работење и постапување околу 23-24 милиони евра штета. Добро, господин Коцевски, еве и за јавноста да биде појасно, но сепак ми се чини дека МВР е таква институција каде што распоредувања се нормални, нели? МВР, армија, дека тоа не е толку чудно, дека луѓето се распоредуваат према потреби од едно на друго работно. Значи да, за тоа постои Законот за внатрешни работи и посебно тоа е определено во колективниот договор. Ништо не е спорно за тоа. Ако сите распоредувања се согласно колективниот договор и согласно Законот за внатрешни работи, значи тука нема спорно ништо. Зборуваме за распоредувања незаконски, каде што преку ноќ работник од еден град се носел во друг град, преку од едно ниво се спуштал незаконски во пониски нивоа и така натаму. Така да сметам дека ова незаконско работење, незаконско постапување треба време да прекине и искрено пред целата македонска јавност ќе упатам порака до новиот министер задолжително да побара и да утврди одговорност кај сите оние работници покрај министерот што работели, што незаконски изработували, изготвувале решенија со намера да се наштети на било кој начин на работниците. Да. Ние кога зборуваме за тие тужби, тие се поднесени во минатото по различни основи, ајде да речеме, најчесто кога припадниците на МВР мислат дека им се прекршени нивните права според некоја основа. Едно од нив е тоа користење на работни денови кои порано се користеше наместо исплата на дневници, се дава неработни денови и така натаму.
Ние имавме едно начално правно мислење на Врховниот суд во врска со тоа, со засметување на слободни денови од прековремена работа, како отсуство од работа, и постоа имаше доста реакции околу тоа. Дали ова прашање е решено или се уште лебди? Па ова мислење на Врховниот суд излезе, ако не лажам, лани 2020, мислам во месец септември или август, така беше. И се однесува на тоа дека користењето на слободни денови се сметаат по основ на прековремени часови се сметаат за платено отсуство. И сето тоа влијае на таа бонус дополнителна плата, каде што работникот над 150 работни часови има право да ја земе во текот на годината. Проблемот е што ова претходно вработените не го знаеја. Претходно беше воспоставена пракса каде што за сите прековремени часови над 32 рамките на законскиот максимум ги користеа вработените како слободни денови. Сега што се случува? Се случува сега дека од кога го земавме во предвид мислењето на Врховниот суд, голем дел на вработени во Министерството на внатрешни работи, вклучувајќи ги тука во најголем процент специјалните единици на МВР, ќе го изгубат правото на бонус плата. Јас не ми ова прв пат да кажам дека ова е последица на оној штетен колективен договор во 21 година што беше подпишан од страна на министерот за внатрешни работи, тогаш Оливер Спасовски и Македонскиот полициски синдикат. Тогаш реагиравме за штетните последици, каде што гледате дека после 3 години вработените веќе ги чувствуваат последиците од тој. И мислам дека вишок на прековремени часови изработени во месец јануар е многу погрешно да се користат до наредната година, до месец јуни, како што е моментално законскиот изменик. Како синдикат, во иднина мораме да преземеме мерки, односно ќе преземеме некои предлози, каде што оваа сета пракса со намера мора да се надмине, затоа што за жал администраторите во полициските станици и во организацијските единици ги претворивме во математичари да ги пресметуваат слободните денови и така натаму, затоа што знаете колку е тешко за 18 месеци да се пресметуваат часови. Така да мислам дека Министерството за внатрешни работи мора да најде овој начин на пресметка на часовите подносно на вишок сати да го смени во некој подобар начин. Кои би било решенија? Да имате ли некои решенија? Па ја мислам дека вишокот работни часови над 32 законскиот максимум дека треба да се реши само во тековниот месец. Се до тоа што е оставено за наредни месеци, мислам дека само се усложнува целата постапка и целата процедура, така да се реши како да се плати или повторно со работни денови? Не, само треба да се измени колективниот договор на Министерството за внатрешни работи, мислам дека сето тоа ќе се верувајте дека колективниот договор на МВР моментално е се само не европски како што тогаш беше представен, така да мислам дека за многу брзо време треба да се почнат постапка за измена и за подобрување на одредени одредби во колективниот договор. Да, добро. Ајде малку да видиме за состојбите во полицијата, за самата поставеност, за тоа како функционира, за тоа што е кажано и како е сега. Еден од нив е нешто што беше кажано порано дека ќе се направи во полицијата еден витинг за тоа во однос на раководните структури внатре, на началниците и така натаму, но тој ветинг, како што видовме, никогаш не се направи. Зборот ветинг, вие како новинари и јавноста знае дека беше 17, 18 и 19 година не беше изваден од уста од страна на поранешниот министер. Постојано за волја на вистината повеќе за правосудниот систем се користеше, но и за полицијата. Мислам дека имаше многу јака кампања за сета таа работа. Да. И верувајте дека тогаш во тоа време тоа беше изгледаше многу добро, значи пред се работеше за професионализација на полицијата, депортизација на полицијата и така натаму. Но не знам дали се сеќавате во 18 или 19 година во интервју на тогаш деканот на факултетот за безбедност Дојоски на една телевизија, самиот призна дека Министерството за внатрешни работи нема основни капацитети
да го спроведе ветингот во најбрз можен рок. Ако се сеќавате, ако не знам са точно кога беше, и мислам дека беше 2018-2019 година таа емисија, лично во живо. И од тогаш мислам дека тој ветинг како да испари во Министерството за внатрешни работи, да, како синдикат сметаме дека е потребен, дека е нужен и верувам дека новото раководство на МВР ќе преземе мерки и действија каде што подитно ќе го спроведе тоа, ќе спроведе законски измени било какви што се потребни и мислам дека ќе да го отпочне тој процес во најпресможен рок. Тој ветинг, значи, многу често, и вие самиот кажавте, често го слушавме зборот ветинг. Ветинг, што би значило, како би се спровел тој ветинг? Што би значило тоа во пракса, за МВР зборуваме конкретно? Јас како го да разбирам тоа, најверојатно проверка на имотната состојба на полициските службеници, на инспекторите, најверојатно треба некои тестови за тоа. Значи не можам да го разбирам што значи тоа, али секој се работеше зборуваше површно за тоа. Никој не кажа конкретно како би го спровел тој ветинг. Така да ако се работи конкретно за професионализација на полицијата, целосна департизација на полицијата, јас имаме како синдикат Министерството ќе има нашата поддршка и ќе дадеме се што треба, ќе дадеме нашиот допринос за целосно тој да биде имплементиран во рамките на Министерството за внатрешни работи. Зошто ние сега би верувале дека новиот министер Панчо Тошковски ќе настапи, да речеме, кон една професионализација или пред департизација на МВР, бидејќи знаеме до сега како функционираше тоа со сите влади, со сите министри, дека секогаш ја користе институцијата за поставување на партиски кадри, за луѓе блиски до владеачките партии, дека исто така професионализацијата не била посилна страна, секогаш ги имаме тие проблеми константно. Зошто да веруваме дека сега нешто би се сменило? Вака сега, ако веруваме во изјавите, посебно последните изјави во јавноста на министерот, дека во тек ќе биде нова систематизација на Министерството на внатрешни работи, затоа што актуелната систематизација е толку премногу гломазна, со толку премногу измислени, како да кажем, работни места каде што искрено се непотребни. Јас сметам дека во наредниот период на министерот му се искрени намерите и верувам дека за многу брзо време ќе се направи добра систематизација со скратување на одредени работни места каде што се непотребни и конечно да почне да се вреднува трудот на професионалците. Тоа мора да биде така во експресен можен рок, затоа што полицијата како професија мора да биде вратена во општеството, односно кај во лицето на граѓаните, онаму каде што беше години наназад. Со тоа што ќе се врати довербата кај граѓаните и професијата полицаец и професијата полиција ќе биде секако повеќе посакувана кај самите граѓани. Дали ќе биде тоа при самото вработување, довербата на полицијата, решавање на кривичните дела, прекршоци и така натаму. Добро, вие велите да се врати довербата, јас моја перцепција е дека таа доверба секогаш била, да речеме, проблематична, баш поради овие работи кои ги зборуваме сега, пред се поради таа партизација и професионализација, како секогаш ќе кажеме со исклучоци, не се сите луѓе исти, но секогаш постоеле тие проблеми во полицијата. Ми се чини тие со децении се влечат, не е нешто ново. Да, значи, ние наназад со години го алармиравме Министерството дека за начинот на постувањето на непрофесионални и нестручни кадри на одредени високи позиции во структурите на Министерството. Верувајте дека никогаш никој не ни послуша, посебно раководството на МВР. За да биде МВР функционално министерство, мора на раководните и на високи позиции да се стават конечно професионалци. Да дојдат луѓе што независно, вака сега, знаете дека пред дали година-две се донесе закон за внатрешни работи, измените од законот за внатрешни работи, каде што
се забранува строго членување на политичка партија на членови на вработени во полицијата. И тоа е така, и ние го поддржавме тоа дека како добар предлог и добра реформа. Значи, конечно, партизацијата Министерството треба да се ослободи од стегите на таа конечно партизација, што знам дека и верувам дека постои, знаете и вие сигурно дека постои. И време е веќе професионалците да си го најдат своето место во институциите и да бидат вреднувани повеќе на позицијата, затоа што моментално во скоро најголем дел на организацијски единици толку се нарушени меѓучовечките односи во сите организацијски единици, каде што буквално ќе кажам дека ни фали уште да почнат одредени колеги да се пукаат меѓу нив, до толку се нарушени меѓучовечките односи, до толку секојдневно примаме поплаки и така натаму, така што мора да се започне процес на подобрување на меѓучовечките односи, меѓуколегијални односи, зголемување на професионалноста и мораме да научиме дека секој кој што ќе дојде на работа таму во Министерството на внатрешни работи, не само тоа и било кое министерство, дека треба да си ја заработуваме платата и да почнеме конечно да го работиме тоа она што за кое сме платени. Може би вака сад двосмислено личи, али мене веќе конечно мора секој да го зголеми трудот, она како до сега како што работел, барем дупло повеќе колку што до сега работел. Да, велите не смеат да бидат припадниците на полицијата членови на партија. Еве на пример вие член сте на партија? Не. Не сте така? Не. Не смеете да бидете. Согласно закон не смееме, да. Добро, има други работи кои беа ветувани во минатото, но никогаш не беа остварени, тоа е она фамозна враќање на позорникарите на улиците. Тоа беше неколку пати ветувано од страна на структурите на МВР, но ние повторно не гледаме позорникари, нешто што порано беше поздравувано од граѓаните како за безбедност, за да се чувствуваат посигурни, но никако тоа не се прави. Што е тоа толку тешко да се вратат позорникари на улиците? Па добро, значи првен некој упорно лажеше наназад дека ќе воведе позорна служба. Позорна служба знаете дека постоеше пред 20, пред 30, пред 40 години и така натаму. Значи позорникарот, тој позорникар што го памтиме ние како деца што сме биле, тој веќе не постои. Сега зошто не постои? Не постои заради тоа што се изгуби концептот за позорна служба, затоа што пред се, самите раководители со текот на време мора да разберат дека одреден полицаец подолг временски период мора да биде на одреден терен. Во поново време, заради одредени причини, одредени полицајци беа ставени на еден позорни район, па заради непослушност или за не знам заради кои други причини беа ставени на други позорни райони. Минимум за да почне еден полицаец да функционира во рамките на еден позорен район, во едно мало, во една населба, во една таква работа, за да научи таа служба, за да ги научи граѓаните, за да ги научи доаѓаните, за да ги научи било што се случува. Знаете дека треба подолго временски период, така? Не може да го направи се тоа ако биде 2 смени денеска на овој позорен район, наредните 2 смени на друг район, па наредниот месец заради тоа што не му се допаѓал на командирот да му донесе решение за распоредување во друг град, па после 2 години да се врати назад и така натаму. Значи мора да се направи целосна измена на методологијата на полицијата. Да, вработени има, дури премногу, ако ме прашувате мене, но сметам дека со новата систематизација, каде што веќе новиот министер ја најави, одреден број на позиции работни кои што сметам дека според мене се непотребни, ќе бидат скратени, ќе бидат додадени кај полицајците и сметам дека за многу брзо време се до тоа што го очекува македонската јавност и вие како медиуми, во секој град минимум ќе има барем по неколку позорникари каде што ќе го вратат стариот сјај на сите оние очекувања што граѓаните ги сакаат и веруваат дека ќе се случат. Односно, на таков начин сметам дека тоа е полицијата близко со граѓаните. Затоа што ако полицајецот биде близо со граѓаните, ако биде со нив цело време, во нивното мало, во нивното ако седи во нивната клупа и така натаму, тоа е веќе
создавање на пријателство, на другарство и само така се создава community policing, знаете, нели, за граѓаните со заедницата. И само на тој начин мислам дека може да се допринесе до повеќе откривачка дејност на кривичните дела, на прекршоци и така натаму. Така на тој начин се создава довербата кај самите граѓани и граѓаните и полицијата заедно. Малски полицаец, малски полицаец, така нешто, да, понашки. Да, понашки. Добро, за крај, вашата синдикална активност во однос на вашата соработка со останатите синдикати, како знаеме дека во полицијата има неколку синдикати, еден кој е како репрезентативен, так. Има и уште еден и вашиот. Соработувате ли со останатите синдикати? Па минатата година ние јавно објавивме отворен повик за соработка, издржување со сите синдикати, каде што побаравме сите синдикати да се здружиме, затоа што здружувањето знаете дека значи сила, со намера заедно да направиме се со намера платите во полицијата на било каков начин, вклучително тука и протести, да бидат покачени на начин каде што ќе седневме, ќе се договоревме. За жал, тој јавен повик, дури ми беше испратено и писмо до сите синдикати, не беше сватен сериозно и не знам од кои причини не дојде само до една средба, може би да кажам како официјална, но како производ на таа средба не испадна понатамошни некои други реакции. Точно е тоа дека синдикатите меѓу себе треба да соработуваат јасно за таа работа, но не сакам да зборам за причините поради кои што не доаѓа до таква соработка, затоа што ако синдикатите ги здружат своите сили и сите вработени во Министерството на внатрешни работи, замислете ако испаднат барем 20 до 30% од вкурени вработени на еден протест, јас не верувам дека ќе постои министер или било кој раководител каде што нема да ги послуша барањата на сите тие вработени. Замислете ние ако имаме ситуација и слика 2000 вработени во министерството, тоа е околу 15% на вкупен број вработени, да излезат пред Министерството на внатрешни работи да го побараат својот глас, односно да побараат повисоки плати. Јас не верувам дека некој ќе остане имун на тоа барање и дека нема за многу брзо време да одговори позитивно на тоа барање. Така да, добра е идејата, добра е прашањето, се надам дека во иднина дека ќе биде синдикатите меѓу себе ќе соработуваат. Да. Добро. Господине Коцевски, ви благодарам за овој интервју. Ви благодарам, ми беше чест гостов. И со ова го завршуваме првиот дел од Студио 10. Останете со нас, одиме со една кратка пауза за реклами и продолжуваме со Јасмин Реџепи од невладината Легис.